така наречено ново дигитално евро, тој токен, ќе биде пуштен во ноември в година. Што значи ова? Тоа значи дека сите наши луѓе од Македонија, кои да се, што се во странство, во Европа, Америка, Австралија, Канада, кај да се, ова се случува со 90% централни банки во светот, тоа сакав да појаснам. Сега, држави како Македонија, јас мислам дека денарот за неколку години нема да постои. Македонија, ако влезе во ЕУ, јас лично не сакам да влеземе во ЕУ, можам и за тоа да дискутирам зошто не сакам во ЕУ Македонија да оди. Ако одиме ние таму, ние ќе бидеме само уште една провинција на Европа, како што било, пошто историјата се повторува, ние сме биле и провинција на Римското царство, фактички сега можеме да бидеме само провинција на овие централисти и глобалисти што базата им е во Европа. Сега, ние немаме никаков бенефит во ЕУ, освен што ќе бидеме поробени и обезличени како народ, како се. Немаме никаков бенефит. Ова што ќе се случи со CBDC, дигитални валути на централни банки, затоа ние со Владко ова го дискутираме и ова разговор на вистина, луѓе, верувајте, е многу сериозно и стварно ве молам, прочитајте, одвоите малку време, согледајте ги работите се случува многу брзо, ќе излези нештото преку ноќ, ќе почна да го рекламира некој месец пред да излезе официјално како нешто прекрасно, но луѓето ќе влезат во една замка каде што буквално ќе бидат, повторувам, ќе бидат поробени. Сега, како што реков... Социјален кредит. Да. Прво, Digital ID, CBDC и социјален кредит.